Привремен зафат на брегалница од кој преку јас треба да се полнат ниви покрај локалниот пат кон Кучичино е изграден нелегално и без согласност од надлежните. Земјоделци кои имаат ниви во близина на локацијата се јавија во нашата редакција за да алармираат оти, иако овој дел од полето не е планиран да се сее со ориз, некој веќе презел активности на своја рака да ги наполни нивите со вода од јазот. За ископ на каналот била донесена дури и градежна машина, веројатно со намера работата да се заврши што побрзо. Станува збор за површина од околу 30 декари, од кои, ако се засеат со ориз, подоц на излевањето на водата може да ги поплави околните површини, што веќе биле засеани со други земјоделски култури. Реакцијата на земјоделците е оправдана ако се има предвид дека со утврдениот и изменет годишен план за наводнување, површините во овој дел на општина Чешиново Облешево, наместо со ориз, добија пренамена за друга сеидба. Во телефонското јавување, земјоделците се пожалија на нефер односот на поединци кон останатите производители, при што побараа одговорните во водостопанското предпријатие да преземат мерки за да се спречи своеволното користење на водата за наводнување. Сличен случај имаше и деновиве во атарот на селата Горни и Долни Подлог, каде беше прекопан брегот на Кочанска река и имаше нелегално поставен зафат за проточната вода. Од водостопанската подружница веќе презедоа мерки за законско санкционирање на ваквото однесување, при што беше речено дека мора да постои дисциплина и ред во искористувањето на намалениот капацитет на реките и на хидросистемот Брегалница. Освен тоа, беше побарано земјоделците да го почитуваат годишниот план за наводнување, со кој оваа година планираните површини за ориз се намалија за над 1000 хектари.